Добро вечер. Јас сум Снежана Тодоровска Смилјановска, активист за заштита на човековите права и член на Сдруженијето Од нас за нас од Скопје. Денес имам посебна чест да разговарам со еден човек кој што дојде од Радовиш во Скопје на протестите за избор за право на избор при вакцинација. Човек кој на својот Facebook профил јавно повика на дебата со било кој доктор каде тема на дискусија би била вакцинацијата и тековните протоколи. Денес во гостин во студиото со мене е Атанас Атанасов, доктор по општа медицина. Добар ден, докторе, добро ни дојдовте. Добар ден, мило ми е што сум дел од вашата емисија. Се надевам дека ќе биде интересна за гледачите и за сите останати што имат да научат нешто ново. Така. Нас ни е посебна чест и вие сте ни прв гостин во нашата прва емисија и тоа И за мене представува огромно задоволство што сум дел од првата емисија. Вие сте доктор, човек и пред се имате посебен интерес во делот на имунологијата, а цело време додека трае пандемијата постојано истражувате за сите случувања и протоколи кои што се дел од денешното живење. Пред да продолжиме понатака, раскажете ни малце нешто за вас. Да, јас сум доктор по општа медицина, не сум некој докажан научник, но се занимавам страствено со имунологија. Кај нас во факултетот се учеше имунологија како предмет во еден семестар и сметам дека имаме некое си базично познавање во однос на таа проблематика. Конкретно во поглед на вакцинацијата, физиолошките процеси ни се јасни на сите мои колеги од мојата генерација и од прилика можеме да донесуваме одредени заклучоци во однос на тие нови терапии што сега се промовираат. Така. Докторе, вие како што споменав, бевте на еден од протестите во Скопје, кој што почна прилично добро со голема посетеност, но како и секај нас до сега полека стивна. Тогаш на еден од протестите дадовте изјава за ТВ24, ја пренесоа вашата порака. Би сакала да ве замолам дали ќе може повторно истата порака да ја пренесете и во нашата емисија. На телевизија 24 јавно кажав дека сум против присилната вакцинација, особено оваа што е вакцинација со мерките што се воведуваат против COVID-19. Ниту една научна студија не ги оправдува тие мерки, ниту еден рационален факт не ни дава да кажеме дека тие мерки ќе вродат со некој корисен плод. И затоа јавно излегов еден од малкуте доктори кои што се спротистави на мерките, се спротистави на ставот на лекарската комора, која што јавно се закани на сите лекари дека ќе прави ревизија на нивниот статус како членови на лекарската комора. Тоа нити е демократски, нити е човечки ние да донесуваме мерки без при тоа да имаме одредена дебата, особено стручна медицинска дебата. Јас како лекар никаде не бев повикан да ме праша некој што мислам во однос на вакцинацијата. Така. Иако бев учен цел живот, дека и на факултет, па потоа и во пракса, дека пред да дадам одредена терапија, треба да имаме солидни, цврсти докази. Мора да имаме долгорочна студија. Ниту еднаш во моето студирање не се спомна дека јас треба да бидам надри лекар. Ниту моите колеги се надри лекари. Напротив, надри лекарството у Македонија е казниво со закон. Но тоа не го видовме во многу случаеви, каде што надри лекарството сега станува нагло популарно, се руши кредибилитетот на докторите, се руши кредибилитетот на вистинската медицина, која е научно подкрепена, со ваквите нови мерки кои се донесуваат буквално по некоја интуиција.
Докторе, дали сметате дека вашиот став кој го темелите како правен избор при вакцинација е резултира од вашето следење на студии и заклучоци кои што ги влечете од нив, како и резолуцијата 2361 од Советот на Европа, а и други кодекси за и права на пациентите низ историјата, како што е Нирнбергскиот кодекс, Хипократовата заклетва и слично. Ставот кој што јас го формирам е врз база на целиот тој комплет што го вие предлагате, што го кажувате сега. Тоа е, прво е студирањето. Студираме на факултет, не учат нас како да постапуваме со пациентите, не учат како да бидеме етични кон пациентите. Со самата Хипократова заклетва сме задолжени да ги информираме пациентите за несаканите ефекти, сме задолжени да ги информираме пациентите колку е безбедна таа терапија и кој ќе биде бенефитот од таа терапија. Значи, конкретно кодексот овде е прекрашен, тој е Нирнбергски кодекс со масовната вакцинација, бидејќи големите компании едноставно имаат моќ да влијаат врз науката и да влијаат врз генерално земано целата медицина. Многу битно нешто што сакам да кажам во врска со тоа прекрашување е дека цената на овие представки што се прават ќе ја платат докторите и пациентите. Докторите со сопствениот кредибилитет, а пациентите со сопственото здравје. Не сакам да зборувам дека вакцината е функционална или не е функционална. Проблемот е што не знаеме дали е функционална или не е функционална. Дури да е лек против апсолутна смрт, кажеме дека вакцината вечно ќе живееме после неа, не можеме да тврдиме без долгорочна студија. Не можеме ние да ја масовно препорачуваме. Пандемија е. Не се зимаат во обзир коморбидитетите на пациентите. Не се зима генералното здравје. Не се прават испитувања пред да се вакцинирате. Значи, ова е апсурдна ситуација каде што ние третираме роботи, а не пациенти, живи луѓе. Никој не си поставува прашање што ќе се случи со тие пациенти, пример, кои што се убедени дека вакцинацијата е штетна, но со новите мерки се присилени, гледаме пространство што се случува, дека мора да се вакцинираат за да идат на работа, како тие психолошки тоа ќе го поднесат да бидат вакцинирани присилно. Тоа е присилна вакцинација. Како тоа психолошки ќе влие последните 5, 10, 20 години врз нив, како ќе влие врз нивните одлуки. Тие се луѓе пред се, придонесуваат во општеството, значи функционираат во тоа општество. Работат, произведуваат, но науката овде нема никаква улога. Така, според вашето мислење, зашто нема препорака за пациентите да извршат барем испитување на антитела пред да пристапат на вакцинација? Нели целата идеја е колективен имунитет? Кога некој човек има антитела, значи придонесува кон колективниот имунитет. Точно. Зашто тогаш истиот да мора да биде вакциниран за да биде дел од општеството? Имаше научна студија која што беше објавена на мојот Facebook профил, каде што открива дека природниот имунитет е многу подобар и појак од вештачкиот имунитет што го стекнуваме преку вакцините, преку новите вакцини. Со сето ова, пример, ако го сумираме, колективниот имунитет генерално на целата популација, доколку се стекне преку природен пат, ќе биде многу појак за разлика од овој вештачкиот. Но има една интересна работа. Конкретно кога сме кај вештачкиот имунитет. На почетокот се правеше дека е големо достигнување ако вакцините, откако ќе се вакцинираме, имунитетот од вакцините трае долго време. Но се заборава дека станува збор за специфичен имунитет. Денес во медицината
особено во модерната медицина, се занемарува еден многу битен збор кој што не се употребува во науката, а тоа е ефикасност и оптималност. Имунитетот мора да биде ефикасен и оптимален. Замислете, пример, имате антитела во телото во одреден број. Не можете да имате повеќе антитела од тој број. Чи ако се ние вакцинираме, го програмираме специфичниот имунитет да трае 3 години на одреден антиген да реагира, нашиот имунитет може да произведе толку антитела најмногу во даден момент специфично за тој антиген. Доколку е програмиран 3 години, а антигенот се менува, знаеме дека COVID вирусот варира во структура, односно спајк протеинот, и тие другите протеини, по природен пат не стекнуваме имун одговор само на спајк протеинот, туку и на целата структура на вирусот, се губи ефикасноста на имунитетот. Замислите кога ќе дојде друга варијанта во телото, да го нападне организмот, а ние специфичниот имунитет веќе сме го програмирале за алфа варијантата, пример, или за делта варијантата. А ќе дојде ламда, ќе дојде сосема нова мутација и тогаш остануваме практично без имун одговор. И друга битна работа е тоа што имунитетот се дели на два дела, основни делови. Имаме хуморален имунитет, специфичниот имунитет зборувам, не за вродениот. Имаме хуморален имунитет и клеточен имунитет, или поново некои колеги што викат клеточен имун одговор. Овде се нагласува хуморалниот имунитет. Функцијата со вакцинацијата се нагласува на хуморалниот имунитет. А клеточниот имунитет се тотално занемарува. А која е улогата на клеточниот имунитет? И како клеточниот имунитет, пример, нас ќе не штити од други болести, но и од генетската структура што може кај нас да се поремети. Клеточниот имунитет во телото, значи, не штити и од евентуални грешки во ДНК молекулата при самата репликација. Ќе ви кажем еден пример. Сега, додека седеме овде во емисија, и кај мене, и кај вас, се создаваат малигни клетки. Нашето тело се реплицира, се обновуваат сите клетки, се предпоставува, не се предпоставува, туку се знае дека за 7 години сите клетки во човечкото тело ќе се обноват. И ќе бидеме 100% нови. Сега, при самата таа репликација настанува некаде грешка. Значи, ДНК молекулата не е правилно формирана. Ќе се јават тие клеточни механизми да може да ја поправат молекулата. Доколку не се поправи таа молекула, таа станува практично малигна клетка. Сега, што се случува? Имунитетот е премногу јак и може право директно да ја убие таа малигна клетка. Специфичниот имунитет, клеточниот имунитет е тоа. Ако нашиот имунитет падне, функционира неефикасно, функционира преоптоварене, со инфекции, со хронични заболувања, тоа знаеме дека хроничните заболувања се предиспозиција за карциноми и така натаму. Ако нашиот имунитет падне под оптималното ниво на функција, тогаш практично целото тело ни е изложено сигурно, значи без да кажеме не постои веројатност дека нема да заболиме, сигурно ќе заболиме од карцином. Че имунитетот игра клучна улога во заштитата од карциноми. Генерално зема. Тоа е моето мислење во однос на клеточниот одговор и на хуморалниот имунитет. Друга работа, што е многу битна, што еве не ги знаеме податоците, а тоа е, бидејќи кога сме вакцинирани, се вакцинираме со месенџер РНА вакцина, ќе дојде вакцината, ќе ја бризгаме во нашето тело,
месенџер РНА-та ќе навлезе во клетките, ќе почне да се реплицира таму, ќе почне да произведува, да кодира спајк протеини. Спајк протеините ќе излезат во телото во одреден титар кој што ние не го знаеме. Че ќе да имаме зголемено присуство на протеини во крвта, кои што се мултифункционални, не се како кај грипот. Значи, само да има една функција, спајк протеинот има околу 2 функции и тоа дополнително ни го преоптеретува имунитетот во оптималниот одговор. Зборуваме за оптимален одговор, не за форсирана вакцина, за форсиран одговор. Бидејќи се што е форсирано во човечкото тело на крај не функционира. Да, како што рековте, значи клеточниот одговор, имунитет се создава само со прележување на COVID-19 и тој оптимално штити подобро отколку И клеточниот и хуморалниот имунитет. Значи, многу пооптимално ќе бидеме заштитени од природниот имунитет според студијата, неголи од вакцинацијата. Бидејќи стекнуваме одговор на целиот вирус, на сите протеини од вирусот, не само на спајк протеинот. Тоа е филозофијата. Да. И плюс може да кажеме дека еве денес веќе 2021 година, колку месеци сме во пандемијата, 18, околу 18 месеци, имаме доволно сознање како да ги третираме пациентите кои што веќе заболуваат од COVID вирусот, значи кои што ќе пројават респираторни симптоми и така натаму. Имаме доста студии и светски протоколи кои што кај нас едноставно не се практикуваат. Значи, ние во целата држава немаме протокол за третман на пациент со COVID. Немаме протокол на третман на пациент со COVID со коморбидитети. Немаме протокол за колку тоа кислород треба да му се даде на пациентот. Каков треба да биде кислород? Дали знаеме каков треба да биде, но Да. во пракса не е така. Директно од боца не може да му иде кислород у бели дробови. Добре. Немаме контрола на сето тоа. Немаме многу работи фалат, многу работи се дисфункционални за да кажеме дека еве ќе се справиме со пандемијата функционално. Да, вие објавивте на вашиот Facebook профил повик за било кој доктор на Да. јавна дебата, Јас лайв сум- стриминг. Се Да. појави ли некој? Се уште се нема никој појавено. Молам, практично им пишувам на многу професори, ајде да идеме, да разговараме, да имаме дебата, да поставуваме прашања. Зошто се плашиме од прашања? Зошто заеднички, сложно да не се избориме против оваа пандемија? Зошто нашата лекарска комора не разединува со тоа што ни дава догми практично? Тоа она што го промовира е догма, религија. Или вакцинацијата мора да се сложите дека е функционална, или ние ќе ви направиме ревизија на вашата лиценца. Еве, слободно, нека прават ревизија на мојата лиценца. Јас си велам дека вакцинацијата, според мене, не е до толку функционална како што е природниот имунитет. Добро, И што тоа ќе- го тврдам. Што ќе се случи со докторите кои што се за право на избор при вакцинација, кои што, да кажеме, ќе одбијат да се вакцинираат? Евентуално треба да чекаме времето што ќе покаже. Јас сум се уште оптимист дека за 2-3 месеци вакцинацијата ќе биде укината во цел свет. Значи, само да помине грипот, тогаш тие што се као услови што ги налагаат овие светските компании дека соодносот помеѓу заразени и заболени е доста помал со вакцинација, ќе се промени и тогаш ќе сватат дека вакцинацијата всушност не ни помага. Можеби, веројатно, веќе имаме сериозни индикации да размислуваме дека всушност не само што не ни помага, туку ни прави и штета на здравието генерално земано. И
колективниот имунитет, еве гледаме што се случува во Израел, што се случи, гледаме што се случува во земјите кои што се високо вакцинирани, со висок процент, но исто така гледаме и во тие земји кои што немаат доволно средства да си купат, вакцини, да си набават вакцини. Пример за тоа ни е индиската провинција Утар Прадеш, каде што околу 11% неофицијално населението е вакцинирано, но на 230 милиони жители тие практично немаат случаеви на ковид. Значи, веќе можеме да гледаме успешни приказни во светот каде што заедници се избориле против пандемијата. А ние се уште копираме светски протоколи кои што не се тоа протоколи, светски мерки кои што раѓаат нефункционален плод. Значи, ние имаме сериозен проблем во државата. Не можеме да ја копираме Америка, не можеме да ја копираме Европа. Немаме услови. Ама треба да размислуваме како најефикасно, најефтино да се справиме со пандемијата. Така го споминавте Израел и другите високо вакцинирани земји. Кажавте ви гледаме што се случува таму. Може да ни објасните што покажуваат бројките кога има висок процент на вакцинација од населението, со втора во Израел, трета во најава и четврта доза бустер? Во Израел, значи, кога населението прв пат се соочи со вирусот, со алфа варијантата, имавме, еве ако отвориме графикон на интернет, ќе видиме дека околу 10 пати имаме помала ставка на заразени. Значи, инфективноста на вирусот се зголеми сега со втората варијанта. Паралелно на тоа, предходеше вакцинација, што беше масована. Ако предходно се имало заразено 20 луѓе, сме имале заразени 20 луѓе, сега имаме 20. Таму веќе се надминаа сите рекорди во период кога се уште грипот не беше појавен. Значи, колективниот имунитет со носењето маски, со вакцинацијата, со мерките што едноставно тоа комплетно реорганизирање на општеството вродија со некој си лош резултат што е 20 пати полош. Так. Не 20, туку 10 пати се извинувам. 10 пати полош. Нема проблем. Вака предходно ни објаснивте разликата помеѓу химоралниот и клеточниот имунитет, дали од прележување, дали после вакцинација. Дали може малце да ни го објасните процесот на производство на овие новите ковид вакцини? Во вашите истражувања до сега, кај што имате стекнато дознаење како се произведуваат и дали сметате дека, бидејќи вакцината дојде на пазарот за помалце од неколку месеци, дали сметате дека тоа е доволен период за да се докаже безбедноста и ефикасноста на вакцината во споредба, например, претходно знаеме дека минимум 10 години се потребни за развој на нова вакцина? Тоа е најголемата мистерија моментално што имаме сите, ние што малку се прашуваме, малкумина сме свесни дека немаме долгорочна студија, а имаме масовна вакцинација. Јас не ги знам процесите како се произведуваат вакцините, знам дека е доста поевтин овој модерен процес да се произведуваат вакцини за разлика од стариот модел, но без долгорочна студија, ние не можеме да разговараме за ниту еден лек, а камоли пак за вакцина. Што е разликата? Кај вакцинацијата ние третираме здрави луѓе. Ние третираме луѓе кои што едноставно, дел од нив можеби имаат коморбидитети, но поголемиот процент сме 100% здрави. Сега, замислете вие, имате здрав човек, се вакцинира, без да знае колкав ризик има да има инфламација на перикард, без да знае колкав ризик има да има тромбоза во одредени крвни садови, па да добие некаков удар и така натаму. Инфаркт. Значи, имаме непресметан ризик за општото добро.
Дали целта ги оправдува средствата? Искрено не можем да кажем. Доктор, едно од студиите кои што ги споминавте претходно се клиничките испитувања на Pfizer-BioNTech, кои што се во втора и трета фаза од истражувањето. Дали може да ни објасните малку студијата? Значи, овде имаме студија, објавена е на владина страна clinicaltrials.gov и ќе видиме дека, значи се гледа и линкот, предпоставувам во емисијата е објавен, Да. се гледа дека сме во фаза 3 и фаза 2 на испитување на новата вакцина на Pfizer. Што ни кажува тоа? Тоа ни кажува дека се уште не ни се докажани ефектите од тие вакцини. Ако идеме понадоле и ги видиме табелите, гледаме дека имаме пациенти од различни групи со различни дози кои што се третираат, со 2 дози, со 3 дози и со различна грамажа каде што се аплицира. И имаме и плацебо група. Во првиот дел од табелата ќе видиме дека имаме 10 микрограми, доза од 18 до 55 години се третираат две возраста, тој, значи, распон на возраст со 2 дози. Понатаму имаме експериментална доза со 20 микрограми, пак со 2 дози и така натаму. Имаме и плацебо група. Значи, се уште оваа студија нема резултат од неа да знаеме кој е вистинскиот резултат од вакцинацијата, бидејќи е предвидена резултатот да ни го каже некаде од прилика во мај 2023 година. Сега, замислете, вие вакцинирате со 3 дози, масовно, цела популација, а при тоа, паралелно на тоа, се уште имате студии на возрастни групи, па да не зборуваме за кој протоколи ги има во Македонија во однос на дозите. Гледаме тука дека во оваа студија имаме 10 микрограми, 20 микрограми, 30 микрограми со 2 дози. Која грамажа е доволна? Колку месенџер РНА молекули треба да влезат во телото, кај кои пациенти, за да имаме некој предвидлив титар на спајк протеини? Нешто интересно што сакам исто така да кажам. Зошто титарот на спајк протеини ни е битен? Количеството на протеини во крвта влие врз самата pH вредност на крвта, влие врз многу физиолошки процеси, влие врз онкотскиот, врз хидростатскиот притисок и така натаму. Зошто? Што ќе се случи ако pH вредноста на крвта во организмот падне? Ако ни падне pH вредноста под одредено ниво, мислите ако стане кисела? Да, ако стане кисела, точно. Кога паѓа се закиселува телото, кога иде нагоре, иде у базна средина. Ако имаме закиселување на крвта, страда целото тело, страдаат крвните клетки, не можат да пренесуваат кислород, значи прскаат крвните клетки, овие црвените крвни клетки и многу други. Исто така страда имунитетот. Значи самиот имунитет, функцијата на имунитетот ќе падне. И практично кога ќе дојде под тоа критично ниво, ние немаме имунитет. И пак што се случува? Пак си го поставуваме прашањето за канцерогени клетки. Што ќе се случи со луѓето кои се вакцинираат после 5 години? Што ќе се случи после 10 години? Со колкава доза тие ќе преживеат, да речеме, 5 години, 10 години, 20 години, или нема да имаат никакви ефекти? Немаме одговори на тие прашања. Бидејќи физиолошки ние можеме и знаеме што се случува во телото, но без конкретен доказ, без долгорочна студија, нема никакво рационално размислување што ќе може да биде оправдано дека добро е да се вакцинира. Мора да имаме цврсти докази.
Така споминавте дека клиничката студија на Pfizer треба да заврши дури во мај 2023, а ние веќе една година имаме активна имунизација со таа и други вакцини. Дали тоа значи дека ние сите што се вакцинираме сме дел од еден голем експеримент? Дали сме ние субјекти од тој експеримент каде би се извлекле тие заклучоци што ги зборите за потребата на количините за вакцинација и слично? Да, според FDA вакцината во Америка е одобрена под Emergency Use Authorization, што значи дека да се користи лекот бидејќи е ургентна состојба, да кажеме, пандемија. Самото тоа што е одобрена таа вакцина по тие услови ни кажува дека е во трета фаза на експеримент. Секако ако во Америка експериментираат, и во цел свет експериментираат. Америка има најразвиена медицина во цел свет, може да кажем. Па добро, повиците на Министерството за здравство наше за вакцинација кажуваат дека вакцините се безбедни и ефективни. Дали Да, можеме да кажеме дека е безбедно и ефективно, но се заборава на една многу битна. Колку безбедно и колку ефективно? Ја можам да кажам дека е добро да пиете вода, така? Да. Ако испиете 4 литра вода, одма ќе умрете. Колку е безбедна водата? Значи, мора да има колку. Колку, зошто, каде. Тие се прашањата. Може да каже министерот, безбедни се. Но колку безбедни се? Дадете ни бројка, дадете ни суштина за која ние можеме да размислуваме. Без тоа, или, како да ви кажам, без конкретен одговор, со бројки, со студии, не можеме да разговараме за безбедност. Тие прашања се избегнуваат како, например, ќе ви дадеме препорака, идете, вакцинирајте се. Конкретно, јас како лекар, ќе дојде пациент кај мене и ќе каже, докторе, дали да се вакцинира? И сега јас ќе му кажам, добро, иди. Најпоставуваното прашање. Да, добро, иди, добро е за тебе. И он ќе ми каже, па чекај малку. Имаме, нема долгорочни студии, вакцинацијата, што ќе се случи со моето здравје? И што треба јас да му кажам? Ама добро е за сите. Значи, пандемијата ќе биде уништена, ќе можеме сите нормално да живееме, добро е. Без конкретен доказ, јас го насочувам пациентот да се третира како да су, пример да кажеме, надри лекар. По интуиција е добро. Или по препорака. Но по бројка не е, по препорака. Зошто министерот така рекол? Каде се студиите? Може да дојде и кој сака да ни каже, од Америка председателот да дојде да каже, ама добро е, но без конкретен доказ, без студија, јас ниту ќе се дрзнам да препорачам терапија, па на крај крајева, ни на крај памет нема да ми падне да присилно принудувам луѓе да преминуваат на ваква ригидна терапија. Ригидна е бидејќи нити имаме докази, можеби, да кажеме, ќе живееме 1000 години после вакцинацијата. Ајде. Но каде се доказите? Немаме бројки, не знаеме со што си имаме работа. Плюс, многу битна, трета работа што се занемарува. Се употребува терминот вакцинација. Но, по стариот принцип како што вакцините функционираат, овие нови вакцини не функционираат физиолошки. Рековме дека влегува месенџер РНА, па таа се интегрира во цитоплазмата, се негираше дека може, значи, да се интегрира во ДНА молекулите, што ни се, но ајде, да кажеме, нема да се интегрира во ДНА молекулите. Генетската експресија кога влегува толкава количина на месенџер РНА се менува во целото тело. Значи, буквално нашата генетска експресија се менува. Што може да се случи? Пак не знаеме, немаме податоци дали ќе се активираат некои лоши гени кои можеби се присутни кај некој од нас. Не знаеме. Многу прашања, јас имам доста прашања што не можам да најдам одговори
ниту на интернет, ниту во ниедна студија каде што еве конкретно ќе кажам оваа вакцина можеби ми дава барем малку надеж за дека За безбедноста. ќе биде безбедна, дека ќе биде се во ред после таа вакцинација. Добро, споменавте дека вакцината за COVID-19 има авторизација за итна употреба, односно не е целосно одобрена, што значи дека како секоја вакцина и секој лек може да има и некои несакани ефекти после аплицирање на истата. Да. Кажете ми кој сноси одговорност ако случајно некој човек има несакан ефект? Дали државата е одговорна, дали докторот што ја препорачал вакцинацијата или тој што ја спровел вакцинацијата, или едноставно човекот чим се сложува да биде вакциниран е самиот тој одговорен за сопственото здравје. Да. Секако. Еве, јас лично не знам кој е сносил одговорност. Значи, нити никој јавно во Македонија не е излекол и да каже: добро, ако имате несакани ефекти, ќе ви биде платена оштета од тие несакани ефекти, бидејќи сте приморани да ја примите вакцината. Што ќе се случи? Имате млади, еве, кај децата да се вакцинираат, кои што практично не заболуваат, немат тешка клиничка слика од COVID. Вие ги вакцинирате, имате несакан ефект кај тоа дете, утре доаѓа можеби ќе се парализира, ќе добие некоја си тешка болест, можеби автоимуна болест ќе биде вклучена. И кој ќе ја плати таа оштета? Кој ќе го плати лекувањето? Живееме во држава каде што се бара од луѓето да даваат донации за веќе постоечки болести. Се собираат на интернет колку донации. Да, секој ден има некој повик за има повик, лекување. луѓето не може да си дозволат да се лекуваат. И овде со оваа вакцинација, доколку биде предизвикана некаква тешка состојба здравствена, кој ќе го плати тоа? Зарем е бесплатно здравството? Добро, дали се бележат несаканите ефекти од вакцинација кај нас? Знаеме дека на страната на Малмед може да се пријави несакан ефект, дали од страна на пациентот, дали од страна на матичниот доктор. Има ли некоја обврска да ги бележи и да ги прати несаканите ефекти? Според страната на Малмед има само да можеме да пријавиме несакан ефект. Но кои се протоколите што ни кажуваат дека тој ефект можеме да го пријавиме како несакан ефект? После колку време од одредена терапија? Или ќе идеме пак по интуиција? После 5 години некој добил карцином и ќе кажеме аха, од вакцинација е тоа. Или после 3 дена некој умрел од вакцинација и ќе кажеме добро, не е од вакцинација. Добро, постои ли начин како може да се докаже дека ета некој несакан ефект е баш од таа вакцина? Дали има некоја временска рамка после колку време од примање на вакцината тој несакан ефект може да се забележи како дека не е негативно дејства баш од таа вакцина? Има ли протокол кај нас? Јас се уште не знам дека има таков протокол, не сум информиран. Знам дека во Обединетите Американски држави има протокол кој што е 6 недели после вакцинацијата, може да доколку се јават здравствени проблеми кај пациентот 6 недели после вакцинацијата, се водат како последица од вакцинацијата. Но тука кај нас не сум запознат за таков протокол. Добро, ги споменавте американските држави, таму имаат систем VAERS, нели Vaccine Adverse Events Reporting System. Има во Велика Британија, мислам дека се викаше Yellow Card Reporting System. Дали таму може да се прочитаат и да се забележат несакани ефекти? Дали се побројни, да кажеме, од други лекови или од други вакцини? Дали може од таму да се извлечат некои заклучоци за ефикасноста, евентуалната безбедност или небезбедност на вакцините за COVID-19? Да, секако. Тие страни овозможуваат, значи, да може да видиме колкав е процентот од несакани ефекти. Имаме и веб страна која е финансирана од Светската здравствена организација порано за несакани ефекти од било која терапија. И ако вие изгуглате, се надевам дека ќе може да ви биде пуштена таа страна, да видите кои се несаканите ефекти, во колкав број се јавени перикардити, миокардити, понатаму
длабока венска тромбоза и така натаму, како резултат на на вакцинацијата против COVID-19. Тука ќе имате шанса во оваа емисија јавно да ја прикажете веб страната со бројки од најмајорните несакани ефекти до најминорните. Добро, значи кај нас ако не се врши мониторирање на ефикасноста, безбедноста и последиците од вакцинацијата, значи сепак останува дека човекот кој што решил да се вакцинира си ја сноси одговорноста. Секако дека човекот што се вакцинира си ја сносува одговорноста, но за мониторирање конкретно не можам да кажам дека кај нас ништо не се мониторира. Сигурно дека се води некоја евиденција, некаква, но ние, еве според прашалникот на Малмет, може да отвориме, ќе видиме дека имат одреден прашалник. Има и лекарите може да го пополнуваат, можат и пациентите да го пополнуваат. Но јас лично мислам дека и тој дел може доста да се унапреди во однос на тоа и да се унапреди пред се демократијата во лекарската фела, да може лекарската фела јавно да излегува и да ги кажува несаканите ефекти од било кој лек, не само од вакцинацијата. Бидејќи ние сме тие што во директен контакт со пациентите, ние ги гледаме промените кај пациентите, знаеме на крајот од денот, ако некој лек не функционира, лекарот ќе биде крив. Нити е крива агенцијата, нити е крив производителот. Значи, кој директор на агенција за лекови е во затвор? А гледаме дека доктори се носат во затвори. Докторот е крив. Докторе, кога разговараме за негативните ефекти на вакцината, во изминатиот период на социјалните медиуми се појави анкета направена од доктор Александра Трајковска, мислам беше, која што е препорачано повеќето вакцинирани луѓе да ја потполнат, каде што нели има некои поставени прашања во однос на дали имаат пациенти луѓето нови терапии после вакцинација што не ги примале претходно, дали имаат несакани ефекти после првата или втората доза или слично. Зашто на мејнстрим медиумите не се присутни вакви статистики, наспроти тоа што секој ден слушаме дека само статистика за нови случаи, за статистика за починати од ковид, меѓутоа оваа статистика на несакани ефекти некако не е присутна. Што мислите, која е причината? Луѓето не пријавуваат или медиумите не пренесуваат? Искрено, тоа е моје мислење. Мислам дека луѓето се исплашени да пријавуваат. И медиумите исто така дека едноставно мислат дека сите сме во една голема конфузија. Значи, од една страна имате владени институции кои ви велат дека мора да е така како што ние ви налагаме, вакцината штити 100%, потоа излегуваат со иста информација, се демантираат, никој не рекол дека штити 100% вакцината. Од друга страна имате луѓе кои што не знаат, значи 99% од популацијата не се медицински едуцирани, па дури и тие што се со завршени факултети по медицина, може би едноставно не е дел од нивниот интерес тоа да знаат како вакцината функционира, дали е ефикасна, да се видат епидемиолошките показатели во светот, значи што се случува кај тие популации што се вакцинирани, што се случува кај невакцинираните популации. Моje мислење е тоа дека луѓето не сакаат да ризикуваат, бидејќи со вакви јавни изјави, бидејќи мислат дека ќе направат и штета на целиот овој процес да се избориме против пандемијата. Да. Значи, мора, затоа нагласувам често, мора лекарската комора како институција да организира јавна дебата, каде што ќе имаме професори од едната страна, кои даваат своји заклучоци, и од другата страна ќе имаме доктори, медицинари, вработени во секторот, медицински сестри, кои што ќе поставуваат прашања. Значи, реалниот сектор
со научната фела мора да разговара. И тоа јавно и да се разговара како ние да ја подобриме целата оваа ситуација кај нас конкретно во Македонија со толку голем број на умрени од ковид, веќе што имаме голема ставка на смртност, како ние да најдеме решение. Моето залагање и тоа што денес зборувам овде е да се поттикне пред се медицинската фела и да се охрабри јавно да дискутира. Без разлика кој да е став. Јавно да излеземе, да се соочиме со аргументите, да најдеме решение, да се согласиме како ние ќе делуваме во иднина. Не може да иде да се бориме против пандемијата од авторитет кој што ќе дава наредби и сите по него ние мораме да слушаме. Мора да имаме фидбек. Јас пациентите исто како ги лекуваме ние, сите доктори, гледаме фидбек. Не секогаш секоја терапија е ефикасна. Можеби некогаш некоја терапија ќе ни даде лош резултат. Некој пациент е алергичен. Еве да ве прашам. Кој е составот на вакцините? Дали ние тука можеме да утврдиме кои пациенти ни се алергични на одредени вакцини? Како може да знаеме дека Pfizer, вакцината, што содржи протеини внатре? Било која вакцина што содржи протеини, може да создаде алергија. Како ние да знаеме дека таа вакцина е безбедна за нас, бидејќи ние не сме алергични. Алергиите знаеме дека се присутни. Нема човек во денешно време, може да кажеме, без никаков тип на алергија. Имаме алергии на полен, алергии на милион работи. Никој нема да ни гарантира да ни направи тест, алерголошки тест, за тоа дали ние сме алергични на таа вакцина. Тоа е моje мислење. И мислам дека во иднина повеќе лекари се надева дека ќе се охрабрат и ќе излезат јавно на јавни дебати, да разговараат и да изнајдат решение. А решението мора да биде лекарско, мора да биде научно, а не политичко. Овде се политизира. Ако јас излезам сега и кажам, еве вакцината, конкретно не сакам јас да се вакцинирам. Вакцината за мене е штетна, оваа новата. Јас сум антиваксер, јас сум одредена некоја си политичка партија. Се етикетираат луѓе кои што едноставно имаат став што не е поврзан со тоа што се етикетираат. Јас сум вакциниран со сите вакцини. Сум примал вакцина против тетанус, сум примал против рубеола, против паротит и така натаму. Сите вакцини ги имам примерно. Моите пациенти сум ги советувал нивните деца да ги вакцинираат. И ако се уште ни фалат контроли на начинот на вакцинација, не е идеален процес за овие другите вакцини. Да. Но со оваа новата вакцина, еве ќе кажам, не ми се допаѓа, не сакам да се вакцинирам. Нема долгорочна студија и сега што правиме? Ама добро е. Првиот момент кога ќе одбиете било каква вакцина, одма станувате... Имаме етикета. И нормално дека луѓето се плашат. Има луѓе кои што зависат дека ако изгубат работата, едноставно ќе пропаднат, ќе имаат финансиски проблеми. Мора да се води сметка дека луѓе кои што се функционални чинители во ова општество ги третираме како роботи кои што се дел од некоја софтверска програма, а не се вистински живи луѓе. Ги третираме како да не се луѓе. Со ваквите мерки што се воведуваат, ние немаме право на збор. Јас како лекар, утре другиот ќе дојде некој, на мене ќе ми наложи да се вакцинирам присилно. Зошто? Да, наложите ми присилна вакцинација, ајде, но обезбедете докази.
платете ми оштетување доколку ми се случи нешто, но сакаме суштински докази. Доказите ќе дојдат после 10 години. А сега, во експериментална фаза, присилна вакцинација, нема никаква допирна точка со науката. Добро, да, значи да направиме еден апел до луѓето кои што се вакцинирани, што е можно во поголем број да пополнат таа анкета, како би можело да добиеме еден релевантен приказ за евентуалните несакани ефекти кои што се настанати и да извлечеме заклучоци од целиот процес на вакцинација. Линкот мислам дека може да го Може да се најдат види гледачите, линкот, да, како дел од емисијата Ги ќе биде охрабрувам постиран. сите што имат добиено несакан ефект од вакцинацијата, новата вакцинација, да го пополнат прашалникот, да може да се обезбедат доволно докази со извештаи од специјалисти и да можат тие докази да бидат приложени во Малмет, да за понатаму, нели, правнички да можеме да делуваме во делот на заштитата на пациентите. Да направиме еден основ за извлекување заклучоци за понатаму, како понатаму, така. Да. Добро, од се до сега што зборевме, едноставно може само да резимираме дека се уште вакцината за COVID-19 не е целосно одобрена. Нели таа се наоѓа во една крајна постапка за нејзино за нејзино одобрување. За негативните последици никој не превзема одговорност, можеби само човекот кој што се одлучува да се вакцинира. Меѓутоа сега во последно време се актуализира прашањето за вакцинација на децата, поготово таа група на млади возрастни од 12 до 18 години. И сега се поставува прашањето како родителот кој што нели е одговорен за здравието и доброто на своето дете да донесе една одлука дали да го вакцинира детето или не со вакцина за COVID-19 и како дали едноставно кога станува збор барем за вакцинација на децата треба да чекаме до онаа фаза додека едноставно некако не сме да кажеме 100% сигурни дека вакцината е безбедна и нема да предизвика негативни ефекти по здравието на здравите деца кои што се вакцинираат. Секако дека вакцинирањето на децата мора да биде оправдано, но интересно е тоа што во оваа пандемија сега, модерна пандемија, бидејќи социјалните мрежи се вклучени, мејнстрим медиумите се вклучени, луѓето се бомбардирани од секакви информации. Тие немаат веќе доверба ниту во здравствениот систем, немаат доверба во медиумите и како вие ќе донесете правилна одлука во однос на тоа прашање. Нормално дека секој родител мисли најдобро за неговото дете, што е најздраво, како тоа дете да порасне во здрава, возрастна, нормална индивидуа. И никој родител, не верувам дека постои во Македонија, ќе одобри да се експериментира врз неговото дете. Но, гледаме препораки од професионалци, гледаме препораки од професори, гледаме препораки кои излегуваат многу ноншалантно, многу релаксирано, како дека е добро, дека децата ќе бидат заштитени, сите ќе бидеме заштитени и сето тоа. Но никој не презема никаква одговорност, правничка одговорност. Ако јас ви дадам препорака, еве јавно, за некоја работа, или вие дојдете, еве, кога идете на матичен лекар, идете, јас ви препишам терапија на вас. Одговорноста е моја. Како лекар, јас превземам одговорност за вашето здравје. Вие го приложувате вашето здравје на третман, кој што јас одлучува со консултација со вас, како да биде подобрено. Но одговорноста ја презема лекарот. Овде, што гледаме сега? Гледаме професори кои веќе јавно кажуваат дека е добро децата да се вакцинираат, но не преземаат одговорност. Не кажуваат дека институциите кои што ќе вршат вакцинацијата се одговорни, нити Министерството за здравство, нити државата, ниту пак лекарот кој што ќе даде таа терапија. Еве, мој предлог, ако веќе предлагаат,
да се донесе закон тие доктори кои што ќе препорачуваат вакцинација, да ја сносат и одговорноста од таа вакцинација. Да видиме кој доктор ќе има храброст да препорача вакцинација. Да. Ако еден има доктор, еве јас прв ќе се откажам од мојата лиценца и ќе почнам да се бавам со некоја несродна гранка. Ако има еден што ќе прифати дека еве јас прифаќам дека одговорноста ќе ја сносам од вакцинацијата, од несаканите ефекти и ќе утврдиме протокол за тоа колку тие несакани, колку во кој временски период тие несакани ефекти треба се појават. Еве да идеме до 6 недели. Ако во период од 6 недели имаме несакан ефект од вакцинацијата, одговорноста нека ја сноси лекарот. Па да видиме кој доктор ќе слуша професори или институции за тоа дали да ги вакцинира своите пациенти. Се додека немаме одговорност, ние ќе губиме во оваа пандемија, ќе губиме пациенти. Не може најодговорните институции во државата да се понашаат неодговорно. Не може лекарите да бидат неодговорни. Не може буквално никој ништо да не одговара за ништо, за ниедна одлука, а при тоа да се форсираат нивните одлуки. Значи, авторитетот од каде доаѓа? Од одговорноста. Лекарите имаат авторитет кај пациентите, бидејќи имаат одговорност. Ако немаме авторитет, немаме ни одговорност. И обратно. Така. Докторе, да зборуваме малци за тестовите кои што го детектираат SARS-CoV-2 вирусот. ПСР тестовите, како и вакцината, до сега има авторизација за итна употреба, која што ќе истече на 31 декември оваа година. Сега, кога ќе треба да се оформат новите тестови, кои што ќе се употребуваат понатака, се стимулираат производителите да направат тест кој што ќе прави разлика помеѓу сезонскиот грипот и COVID-19 вирусот. Како дали може да ни објасните на кој принцип работи ПСР тестот и дали дава релевантни резултати? ПСР тестовите практично функционираат на тој начин што се програмираат, да кажеме, со самото производство, да најдат специфичен дел од геномот, од генот на инфективниот агент, значи на вирусот. И тој специфичен агент како го пронаоѓаат? Се зима примерок и се става у фаза на репликација на циклуси. 10 циклуси, 20 циклуси, 30 циклуси, 40 и така натаму. Колку повеќе циклуси, толку повеќе репликација и толку повеќе се детектира тој специфичен агент. Сега, специфичен дел, односно ген. Интересно е тоа што кај нас, но и во светот, тоа е и во светот, нема протокол каде што се ограничува бројот на циклуси на ПСР тестовите. И доктор Ентони Фаучи рекол, значи во интервју, дека над 30 веќе циклуси ви имаме 100% неточен резултат. Но овде не знаеме ние дали лабораторијата која што ќе го прави тој ПСР тест ќе употреби 40 циклуси, 45 и така натаму. Зошто? Бидејќи колку повеќе циклуси, толку појака е сензитивноста. Толку поголема е веројатноста паралелно да се направи грешка и да излезе лажно позитивен резултат. Имаше научна студија, сега во моментот не може да ми текне кој е линкот, но можеби ќе го доставам еве, ќе може да видите дека е пронајдена корелација помеѓу бројот на циклуси и пресимптоматските пациенти. Со 20 циклуси најдобро можеме да детектираме пресимптоматски пациент кој што веќе ќе развие COVID во наредните денови, ќе развие клиничка слика. Паралелно на тоа, со 20 циклуси ние можеме да детектираме пациент што има клиничка слика, дека е заболен од COVID-19. Но, што се случува? Ако ние немаме одредени протоколи
ќе се прават PCR тестови на 40 циклуси, 45 циклуси, репликација. Тогаш ќе добиваме многу поголем број на асимптоматски пациенти. Пациенти кои што немаат клиничка слика, ниту пак ќе развијат клиничка слика. Сега доаѓаме до многу интересен момент, бидејќи кај нас се препорачува скрининг кај деца по школите, масовен, со тестови, сега не знам дали се PCR тестови, но кој е резултатот од тој скрининг? Што ние ќе добиеме како општество? Ќе добиеме информации дека некој ученик има асимптоматски е болен од COVID. При тоа, ниту еден од ученик во истиот клас нема да развие клиничка слика. И ако видиме податоци што се објавени на мојот профил, според научна студија исто така, ќе видиме дека 10 асимптоматски, според таа студија, заразуваат еден пациент. Ако ние не се буквално не се фокусираме на асимптоматските пациенти, практично ќе немаме број на заразени. Че нема да расте бројот, ќе опаѓа, и тоа за 10 пати ќе опаѓа. Кои ни се битни? Пресимптоматските и симптоматските пациенти, од тие две симптоматски се најбитни. Ако развиете клиничка слика, температура, треска, губење на мирис, губење на вкус, осет за мирис, осет за вкус, тогаш во рете оправдано е да се тестирате, да направите антитела и така натаму. Иако тестот, како што кажавте, дека е исто и тој во експериментална фаза. Но не е во ред вие да правите масовен скрининг, при тоа без да имате одреден протокол за тој масовен скрининг, и тоа е без протокол, со ограничување, ќе добивате резултати кои се нерелевантни, а при тоа ќе трошите пари кои што се битни во оваа криза. Така да, мојот совет е подобро да се фокусираме на симптоматските пациенти, да обезбедиме повеќе услови за нив и да го едуцираме населението нормално, доколку некој добие симптоми, да седе дома, да не излегува надвор, но и кој да е нормален човек со температура, никој не оде да се дружи во кино, во дискотека и така натаму. Значи, нормално дека ќе биде дома. Тоа е тоа, во врска со тестовите. Мора да има протокол. Така. А дали PCR тестот може да се користи и за диагностика, како што сега го користат, или тоа е исклучиво само за некои, да кажем, истражувачки цели? Исто така, извинете што ќе ве прекинам, на сајтот на FDA, каде што е дадената авторизација за итна употреба, е наведено дека дури и при позитивен PCR тест на COVID-19, значи позитивниот резултат не го исклучува присуството на други вируси или бактерии и дека позитивниот резултат не може да значи болест од COVID-19, доколку дека мора да биде во корелација со клиничка слика. Тогаш зашто се прават скрининзи за откривање на асимптоматски ученици, например, во школите кај нас? Која е целта? Дали има нека скриена цел, може? Тоа, моето прашање е тоа, ако ние, според научните студии, знаеме дека 10 асимптоматски еден ќе се зарази од 10 асимптоматски, тогаш не гледам пак научна оправданост за таквата одлука. Не лично јас. Не можам да го разберам кој е начинот на размислување за да вие донесете одлука што едноставно само ќе ви прави поголема забуна во справувањето со пандемијата. Толку можам да кажам во однос на тоа прашање. Добро. Во отсуство на протоколи или за лечење на пациенти, во отсуство на протоколи за начини на вакцинација и мониторинг на несакани ефекти, ние се соочивме со протоколи кои што децата мора да ги почитуваат и родителите за оние дечиња кои што одат со физичко присуство во училиште. Значи, децата треба да им се мери температура секогаш при влез, да се дезинфицираат, не знам, мора да носат маска. Значи, дали
дали е оправдано се тоа што децата треба да го прават, дали поготово носењето маска во продолжено време, они се деца, дали знаат правилно да ја носат, дали знаат правилно да ракуваат со неа, дали знаат да ја извадат ако имаат можеби некој проблем од носењето на маска. Што можете да ни кажете за маските и децата во училиштата? Во однос на маските, еве, кога донесуваме таква одлука, ќе видиме пак се донесуваат одлуки каде што не се зима човечкиот фактор. Еве пример, да бидеме реални. Било кое дете, кога ќе иде на училиште, нема теоретски шанси, камоли практични, 6 часа да издржи нон-стоп да има маска на лице. Значи, тоа го прават хирурзите, тоа го прават доктори кои што оперираат веќе по 3, по сат и по, али мало дете вие да терате да носе маска, значи, практично нема да биде остварливо. Прво е тоа. Ќе дојде одмор, ќе ја тргне маската. Детето. Прво е тоа. Зошто тоа ќе го направи? Нема кислород тоа дете. Вие барате, го изолирате од средината. А тоа дополнително прави штета на имунитетот. Сега. Со тоа константно дезинфицирање, со носењето маски, со ограничувањето на телото да доаѓа во однос во контакт со другите патогени микроорганизми, ние го слабееме имунитетот. Значи, како имунитетот функционира, специфичниот имунитет како функционира, потребна му е информација. Како ќе знае некоја бактерија дека е патогена ако не е влезе? Не може да му се соне на имунитетот. Мора да влезе таа бактерија и да се стекне специфичен одговор кон одреден протеин што го има таа бактерија на површината и тогаш имунитетот да се справи. Со тоа што ние себе се изолираме од другите бактерии, од другите вируси, како да мислиме дека само еден вирус постои, а тоа е вирусот на COVID, според мене правиме штета на нашиот имунитет. А и според медицината, значи тоа го знаеме. Мораме да бидеме во постојан контакт со бактерии. Имунитетот е резултат на интеракцијата помеѓу надворешната средина и нашиот генетски фактор, генетската експресија. Како нашата генетска експресија ќе произведува антитела, специфичен имун одговор, ако ние немаме контакт со тие патогени микроорганизми. Значи, генерално имунитетот ќе падне. И што се случува? Ќе ги заборави имунитетот тие специфични протеини, ќе почнат полесно бактериите да не инфицираат, ќе создаваат потешки клинички слики и тогаш ќе се надоврази вирусот на COVID и ќе имаме генерално влошено здравје. Многу повеќе за разлика од тоа што претходно сме го имале. Сметам дека мораме во однос на тој дел сериозно да размислиме дали е правилно тие деца да носат маски. Додека одат на училиште, тоа е процес кој што самото школување е мисловен процес, од тие деца се бара да имаат концентрација, мора да вдишуваат кислород, мора тој кислород да иде во мозочните клетки, да размислуваат, а тие се соочени практично како да оперираат некој пред нив, како да се хирурзи, да носат маски, за да можат да го остварат правото на образование. Тоа е право на образование. Замислете. Замислете да сте дете во 21 век, каде што имаме познавање од медицината, а се понашаме како да сме во 18 век и донесуваме одлуки што се практично не научно основани. Сме учеле за имунитет, сме учеле за бактерии, како сега прв пат да ги измислуваме бактериите, како прв пат да знаеме што е имунитет, па и згора на тоа се соочуваме и со казни. На мене ми се лично има случајно значи да ме казнат на улица, бидејќи не сум носел маска, а сам на улица, на отворено. Да. И сега, што правиме?
Си ја платив казната. И Добро, тоа и минатата година да имаше таква мерка дека секој мора да носи маска и на отворено дури да е сам. И еве сега наближуваме пак во тој период кога можеби повторно ќе стане тема тоа на разговор. Како и за децата, така и за возрастните, дали од и минатата школска година и оваа некој бележи некоја статистика во однос на штетата на спорт и користа од продолженото носење маска или краткорочното носење маска, и рековте дека мерките не се донесени на научна основа, тогаш зашто се донесени, која е целта на мерките? не знам. Не можам да претпоставам која е целта. Според мене тоа е повеќе интуиција. Се носат мерки според интуиција, него ли според податоци. Доколку некој излезе од Министерството за здравство, од лекарската комора или било кој релевантен фактор што ги промовира мерките, да ни каже да, донесовме таква одлука врз база на тие и тие податоци и мислиме дека во тој и тој временски период тоа ќе вроди со таков и таков резултат. Но не, нема да го слушнеме тоа. Тоа ќе биде исто како да ви гледаме на кафе, ќе биде добро. Носете маска, ќе биде добро. Да имаме жилба, нека се ќе биде добро. Да, ќе биде добро. За пострекни моменти. Еве ќе ве прашам со кампањата тоа за пострекни моменти. Тоа е доста интересно. Едно хипотетичко прашање од мене. Што би се случило ако вакцинираните, после овие месенџер РНА вакцини, имаат значително послаб имунолошки одговор на новите варијанти кои што ќе дојдат, за разлика од тие што се природно прележени, дали тие пострекни моменти ќе вклучуваат, за пострекни моменти како што е во кампањата, да бидат изолирани од цел свет, да морат да бидат една година во изолација, за да може да преживеат варијанта на COVID. Па ако е за нивно добро. Ако е за нивно добро, за пострекни моменти, не би рекол баш. Значи, ако се занемарува, пак ќе кажам, оптималниот одговор, имунитетот мора да се адаптира. Значи, мора да се адаптира на новите варијанти. Ние не можеме да го занемаруваме фактот дека, долгорочниот имунитет кон специфична варијанта е добар. Не, бидејќи таа специфична варијанта варира. Долгорочниот имунитет кај варијанти кои не варираат, кај бактериите што ги спомнавме, е добар. Но овде имате COVID вирус кој што мутира, практично се менува. И вие имате специфичен имунитет за алфа варијанта, а вас ве напаѓа веќе ламда варијанта. Што ќе ви имунитетот? Трета доза, четврта доза, пета доза. Пета доза. Шеста. Што ни гарантира и друга работа. Има, со самата доза, со самото вакцинирање, како процес, знаеме дека сносуваме одреден ризик, така. Како можеме да го пресметаме кумулативниот ризик? Пример, вие се подпишувате еднаш со изјава, давате дека што и да ви се случи, не одговара никој, така. Мате прв пат, така. Втора доза, трета доза, четврта доза. Колку дози вие треба да примате, да ни каже некој јавно, за да бидеме сигурни дека нема потреба веќе да сносуваме ризик на наша одговорност за доброто на сите, за моменти на среќа. Добро, докторе, од се што правевме разговор муабет денеска, како да продолжиме понатака? Еве на светско ниво гледаме дека многу доктори се организираат, се подпише и така наречена Барингтонова декларација, има World Doctor Alliance организација, не знам, кај нас има ли интерес за некое здружување на доктори истомисленици кои што не се баш најсрекни да ги почитуваат овие така наречени протоколи, дали некоја платформа помеѓу доктори, адвокати, правници или други некои служби? Секако дека има интерес. Ние сме дел од светот и секако дека ќе бидеме активен учесник во светските случувања. Јас јавно повикувам да може сите доктори кои имаме исто мислење да формираме платформа која што
ќе ни овозможи да се полесно бориме за нашите права, за правата на пациентите, за да не дозволуваме во иднина овакви мерки да ни го рушат мирот и спокојот во живеењето. Медицина за според индивидуата, а не медицина една за сите, така? Да. Токму така. Многу добро кажано. Исто така, во оваа пандемија не се само медицинарите, овде се и адвокатите, и правниците, и секој чинител на општеството, до последниот служител. Значи, буквално сите сме заедно во пандемијата и сите треба заеднички да се обединиме и да се бориме за сопствените права. Ви благодарам, доктор Атанас. Ви благодарам и на вас. Ми беше чест и задоволство што сум дел од вашата емисија. Исто и на нас.